Откупната цена на јагнешкото месо за време на велигденските празници го допредното. Сточарите од Полошко велат дека македонските кланици за килограм јагнешко месо нудат 120 денари, цена со која не може да ги покријат ниту трошоците. Сточарот Зијадин Зенулај од шарпланинското село Селце вели дека поради ниската цена сточарите се откажуваат да чуваат овци, а и тој планира на есен да ги продаде. Тие што ги земат јаганце, тие ги носат у Италија 8 евра ги продават, а нас ги зема по 2 евра. Како нема трошак, то нема. И јачмена го купиш 13-14 динара го купиш. Сточарите се жалат и на доделувањето на субвенциите кои според нив секогаш доцнат, а неретко завршуваат и во раце на лица кои воопшто не чуваат овци. Ми уште нисмо добили пари. Ми што имамо овци нисмо добили пари, а они што немају овце, они су добили пари. Субвенциите треба да се дават на која му треба на овчарите. Например, треба у јесен да му се дава за зоба да купи или нешто, банка да му пушти парите, да зема ако сака, например, да купи овце или нешто. Од Сојузот на земјоделци велат дека нашата држава беше лидер во регионот по сточарската гранка, а сега сме последни. Бараат државата со сериозни мерки да ја спаси оваа дејност. Најпрви да дозволи да се отворат повеќе кланици, затоа што постојните 4 ја диктираат цената. Според нив треба да се укине забраната за извоз на жива стока. На тој начин сточарите ќе бидат тие кои ќе одредат цената на јагнешкото, кој слободно може да го продаваат на странскиот пазар. Овчарството е за нигде. Никој не превзема ништо. Играт мајтап со луѓето. Нема овчари. Као прво. Еден овчар испод 500 евра не можеш да најдеш. А цена на чинење, цената на сирењето е тоа пред 25 години што бил, тоа цена. Пред 25 години колку идеше волната. Со волната што ги стрижев овце земавме ние 3 плати, 3 лични доди. А сега волната го плаќаме 50 денари една овца што го стрижеме и волната го фрлиме. Ние се загуба и ние не знам луѓето зашто ги чуваат овците. Нашата држава пред околу 2 децени имаше 2 милиони грла овци, а сега според Сојузот на земјоделци има едва 400.000 со тенденција на намалување. Детската градинка Младост во Тетово од септември ќе прими околу 200 деца, од кои најголем дел бебиња. Уписите започнуваат следниот месец. Речиси ист број деца сместени во објектите на градинката ќе го започнат своето образование во основно училиште, а престојот во градинка во јуни ќе го заокружат со завршна приредба за родителите и роднините. Комисијата ќе ја започне својата работа негде во мај месец, каде што до јуни месец ќе се знае кои деца се на листа примени или на листа на чекање. Иако правимо све за да можеме да ги прифатиме свите деца, иако во нашите групи има и повеќе отколку што се стандардите, но очекуваме дека годинава, ако се отворат објекти и во другите општини, тогаш ќе имаме место за свите деца. Бројките колкави се, колку место ќе има за септември? Па сега негдека 200 деца имаме кои ќе ни одат во прво оделение. Најголем број на деца ќе се примаат, се знае, кај бебињата, кај најмалите, бидејќи тука тие пораснале и идат по поголема група. Инаку во 5 објекти на детската градинка Младост во Тетово престојуваат околу 570 деца на предучилишна возраст, додека дополнителни 100 се сместени во центрите за ран детски развој во неколку населени места во Тетовско. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 30 годишен жител од Косово и 23 годишен жител од Република Албанија, поради постоење основи на сомнение за сторени 4 кривични дела измама. Во мај 2017 година прејавените со лажно прикажување на факти довеле во заблуда 4 лица од Тетовското подрачје, на кои им се представувале како лица на кои им се потребни парични средства за лекување, посредување за добивање на работни визи или продажба на возила. Од лицата тие
одзеле пари и не им ги враќале. На овој начин, пријавените се стекнеле со противправна имотна корис во износ од околу 984.000 денари. Вчера на регионалниот пат село Пршовце, село Егуновце, пред сепарација за бетон, се случила сообраќајна незгода во која патничко моторно возило Сеат Лено со товски регистарски ознаки, управувано од 33 годишен жител од село Копанце, излетел од патот. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобила неговата сопатничка, додека ќна и сопатничката АО се здобиле со телесни повреди и покажаната лекарска помош во клиничкиот центар Тетово се пуштени на домашно лекување. Увид извршила екипа од полицијата. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар поднесе кривична пријава против 64 годишен жител од Гостивар поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. На 15.3 оваа година на социјалната мрежа Facebook пријавениот на неговиот кориснички профил објавил порака со која повикувал на насилство. Познати се имињата на поетите кои влегоа во финале на годинешново 6-то поред издание на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар. Песните пристигнати на конкурсот ги оценуваше жири комисија во состав: председател Виолета Танчева Златева, поетеса, раскажувач, лектор и член на ДПМ, и членовите Љурзим Хадзири, поет, и Гордана Страшевска, професор по македонски јазик. Во конкуренција од над 160 поети од земјава и странство во финалето влегоа Љубица Шопова, Стефан Костоски, Димитар Арнаудов, Дејан Крстески, Маја Нестороска, Ице Беличев, Славица Гаджова Свидерска, Емел Туна, Сонја Шијаков, Емануела Ковачевска-Китановска, Спасија Бежановска, Давче Насевски, Никола Наумовски, Душица Ристовска од Македонија, како и Иван Гачина од Хрватска, Мањола Брахај Косово, Јернеј Кустерле од Словенија и Никола Јовановиќ од Србија. Поетскиот квалитет на творбите кои ги поминаа првите филтри беше на очекуваното рамниште. Избраните како најдобри задоволуваат достоинствено ниво на поетска посветеност и привлечност, на кои нема да остане рамнодушен ниту обичниот читател, ниту добрите познавачи на поезијата. Избраните стихови представуваат значаен влог во развојот на поезијата на балканските простори, се вели во одлуката на жири комисијата. Шестото издание на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар ќе се одржи на 24 мај, со поетско читање и соопштување на наградените. Фестивалот доделува гран-при, прва, втора и трета награда, награда за најдобар странски автор и најуспешна млада искра. Наградите се состојат од плакети и книги. Манифестацијата ја организира Сдруженијето за култура и заеднички вредности Слово 21 Гостивар со поддршка на Министерството за култура, Општина Гостивар и Центарот за култура Асном. Поетскиот фестивал се одржува во чест на денот на сесловенските просветители Светите Кирил и Методи. Представник на Македонска православна црква Охридска архиепископија првпат лета со бугарската владина делегација до Ерусалим. Благодатниот оган ќе биде донесен од старозагорскиот владика Кипријан, кој е шеф на Комисијата за решавање на статусот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Одлуката македонски епископ да се приклучи на бугарската делегација била донесена на 3 април за време на средбата на митрополитот Кипријан со бугарскиот премиер Бојко Борисов. Секоја година во храмот Воскресениот Христово во Ерусалим се собираат илјадници верници во очекување на небесниот оган, што се спушта од небото над гробот на Исус Христос. За православните христијани, спуштањето на блажениот оган во гробот на Христос е надприроден начин и чудо. Овој оган во првите минути по палењето има уникатни својства да не зрачи топлина и да не согорува. Благословениот оган ќе биде донесен во 5 огнотпорни фенери. 4 од нив ќе бидат предадени на главниот секретар на Светиот Синод на БПЦ, а 5 со авион ќе биде донесен во Скопје. Токму ова што се случува последните години е сведоштво за една нелицемерна и братска љубов и сведоштво дека Христос на вистина воскресна и дека сме едно во Христа. Така да истото што го кажа и архиепископот кога се донесе оваа одлука да патуваме заедно и можноста што ни ја дава Бугарската православна црква, браќата архиереи,
исто во негово име и во име на Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, сакам искрено да се заблагодарам за истата таа братска и нелицемерна љубов која што е особено важна во овие денови. Денес имавме сончево и топло време, со мала до умерена облачност и со слаб до умерен јужен ветер. Температурите се движеа во интервал од 7 до 25 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде променливо облачно и нестабилно, околу пладне и попладне со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со појава на град и засилен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 9 до 22 степени Целзиусови.